Народната банка засега не планира да ја намали основната каматна стапка. Ова е одговорот на гувернерот на Народната банка Трајко Славески, откако американските федерални резерви минимално ја намалија основната камата, а Европската централна банка одлучи да не ја менува при инфлација во Европа од околу 2%. Славески е задоволен што инфлацијата во Македонија забавува во последниот месец. Сепак вели дека Централната банка ќе постапи соодветно на околностите и присутните ризици согласно движењето на базичната инфлација и на евентуално непредвидливи шокови во иднина. Охрабрува фактот што подоците за инфлацијата во август беа поповолни од оние во јули. Имавме за 0,4% поени на годишна основа, месец на месец намалување и мислам дека овој тренд ќе продолжи. Велам, ние ќе постапиме соодветно на околностите и она што се уште предизвици од аспект на движењето и на базичната инфлација и за некои непредвидливи шокови во иднина. Инаку од декември младите парови и самци треба да добијат поповолни услови при прво купување стан за живење, а не за инвестирање. Гувернерот Славески рече дека очекува банките во следните 2,5 месеци да се подготват и да понудат станбени кредити со 10% учество за купување стан или куќа. Според него, семејствата кои што за прв пат купуваат стан и живеат во него се помал ризик од аспект на сервисирање на обврските. Затоа тој смета дека тие треба да добијат поповолни услови за кредитирање од страна на комерцијалните банки. Семејствата кои што за прв пат купуваат стан и живеат во него или куќа се помал ризик од аспект на сервисирање на обврските. Од тука добиваат насекаде во светот поповолни услови од страна на комерцијалните банки. И тоа го очекуваме од нашите комерцијални банки. Инаку Македонија планира да влезе во системот на инстант плаќања заедно со останатите земји од Западен Балкан. Гувернерот Славески на 15 октомври во Вашингтон ќе го потпише писмото на намери со кое земјава ќе влезе во системот на инстант плаќања. На 1 јули годинава земјава официјално стана дел од единствената област за плаќање во евра СЕПА. Ова членство треба да го олесни испраќањето и примањето пари од странство, да ги намали трошоците за трансакции и да ја подобри брзината и сигурноста на плаќањата во евра.